На настанот Made on YouTube 2025, YouTube представи иновативни алатки со вештачка интелигенција, осмислени за да го поедностават процесот на креирање содржина и да го зголемат ангажманот. Особен акцент беше ставен на YouTube Shorts, каде што новата генеративна алатка VO3 Fast, која овозможува создавање позадини со аудио, додавање ефекти и претворање дијалог во музика. Креаторите ќе можат да уредуваат видеа со вештачка алатка и да креираат нацрти со минимален напор. Дополнително, алатката Ask Studio ќе служи како виртуелен асистент за креаторите, овозможувајќи оптимизација на содржината, A&B, тестирање и автоматска синхронизација. Подобрувања се најавени и за подкаст и стриминг содржини, каде AI ќе помага при сечење клипови и создавање видеа од аудиозаписи, проширувајќи ја достапноста и ангажманот на публиката. YouTube најави и нови можности за монетизација, со цел поблиска соработка помеѓу креаторите и брендовите. Креаторите ќе можат да додаваат директни линкови во кратки видеа, а YouTube Shopping ќе се прошири на нови пазари. Вештачката интелигенција ќе помогне при означување производи за полесна продажба. Новитетите ќе се воведуваат постапно до крајот на 2025 и почетокот на 2026 година. Во Јапонија се повеќе луѓе избираат виртуелни врски наместо реални партнери, благодарение на новата апликација Loverse, каде сите потенцијални партнери се создадени со вештачка интелигенција. Причината за овој тренд лежи во стравот од социјален неуспех, срамежливост, одбивање или непријатни ситуации. Loverse им нуди на корисниците романтика без ризик, каде се одвива во безбедна, контролирана средина. Апликацијата функционира со бесплатна регистрација и опционална месечна претплата од 15 евра, која овозможува пристап до неограничен број AI профили. Интересно е што овие виртуелни партнери не се секогаш достапни, имаат сопствени животи, работа и обврски, па можат дури и да те одбијат, што создава симулација на реални човечки односи. Дизајнирани се така да комуницираат само со ограничен број луѓе истовремено, за да не делуваат како класични ботови. Повеќето корисници се оженети мажи околу 40 години, кои сакаат да ја искусат современата романса без ризик од неверство. И покрај реализмот, секоја порака носи ознака дека се е измислица, а апликацијата вклучува и психолошка поддршка ако корисниците покажат знаци на емоционална криза. Останува прашањето, дали ова е иднината на љубовта или само дигитална илузија за осамените.